Повод за денешната пресконференција е 50 години челична индустрија во Македонија и за таа цел за актуелните состојби во дејноста ќе говори доктор Митко Кочовски, председател на Сдруженијето на металургијата при Стопанската комора на Македонија. Повелете. Поздрав до сите. Ние бевме актуелни овие денови со одбележувањето на овој значаен јубилеј. Раководството на комората оцени дека и нашево здружение на овој начин треба да го одбележи и да го истакне уште еднаш значењето на оваа индустрија која се одржува 50 години од далечната 67 година, кога беше произведен за прв пат во поновата историја на Македонија, за прв пат индустријски произведен челик. По многу нешта е значаен овој настан. Значи, првин тоа представуваше голем исчекор кон индустриализацијата на земјата. Вие предпоставувам дека знаете колку беше челикот значаен во периодот на повоената обнова и изградба на европската економија и колку тоа создаде економски предпоставки за развој на секоја од земјите кои што се вклучија во производството на челик или го обновија своето производство и колку беше значајно за нас кога за прв пат во историјата на Македонија вакво тип на производство беше ставено во функција. По неколку работи овој настан значаен. Значи, производството на челик доведе до промена на економската и на социјалната структура на земјата. Внесе нови технички знаења, внесе нови организацијски вештини кои се иманентни за таков вид на индустријско производство и за таков вид на индустријски комплекси, како што беше Скопската железарница, како синоним за производството на челик и за развојот на челичната индустрија. И уште нешто што е многу позначајно, овозможи преструктурирање на тогашната заостаната македонска економија и во насока на развој на преработувачка индустрија базирана на челик, електромашинска индустрија, наменско производство, бродоградба, метални конструкции и опрема како носители на техничко-технолошкиот прогрес во тие повоени години. Индустријата на челик не почнува со 67 година, кога беше пресечена лентата на новото металуршко предпријатие, Скопската железарница, него почнува уште некаде во раните 50-ти години, кога беа откриени рудните наоѓалишта на железна руда во Македонија, кога беше изградена комплетна инфраструктура да се стигне до нив и да се овозможат услови за нивни транспорт и допремање до Скопската железарница. Производството на челик во Македонија овозможи фантастични за тоа време подобрувања на патната, железничката и енергетската инфраструктура. Кој повеќе, кој помалку може би знае дека се до сите тие рудни наоѓалишта донесени железнички колосеци, дека е патна инфраструктура донесена, енергетската инфраструктура исто така е подигната на едно исклучително високо ниво и тоа беа основните предпоставки фактички да се избере овој концептуален модалитет, бидејќи беше базиран на сопствено производство на железна руда, беше базиран на електрометалуршка постапка, благодарејќи на рудните наоѓалишта на лигнит и производство на термоелектрична енергија во непосредна близина. Тоа беше во Косовските електрани, каде што од југословенските инвестицијски фондови наменети за Македонија, дел од средствата беа насочени таму за изградба на еден термоенергетски блок, кој што требаше да ја снабдува Скопската железарница со 1.100.000.000 киловат-часова електрична енергија. И беше создадена, да речеме, таква и образовна инфраструктура, која што еден добар дел од кадарот кој што беше вработен во железарница,
успеа преку тие социјални трансформации во општеството да ги направи индустријски работници, да ги внесе во еден далеку попродуктивен сектор кој што даде видни резултати во подемот на Македонија и не само на Македонија, него и на целата заедничка држава во која тогаш ние живеевме. Една од битните работи кои што треба да се истакне, што долго време Скопската железарница, како што ви реков, како синоним на металната индустрија, беше мета на необјективни напади, обвинувања дека е таа промашена инвестиција, дека е таа фабрика која прави загуби и така натаму. Никој, може би малкумина знаат дека фактички железарницата уште со самото пуштање во работа остана технолошки недозаокружена. Значи, постоеше една вградена диспропорција меѓу екстрактивниот дел, производството на железо и челик и преработувачките капацитети. 2,5 пати беа инсталирани повеќе валавнички капацитети во екстрактивниот дел, немаше доволно производство на сопствен челичен полуфабрикат, така да таа неискористеност на капацитетите во валавниците носеше фиксни трошоци и железарницата покажуваше во еден период на земјата и негативни финансиски резултати. Иако тие секогаш беа покривани со санациони кредити кои железарницата си ги враќаше. Вториот проблем беше што низ механизмите на примарната распределба системот на формирањето на цените беше на штета на не само на железарницата, него и на останатите екстрактивни производители на суровини. Суровинскиот комплекс и полуфабрикатите имаа државно регулирани цени, а финализацијата беше ставена во ситуација на пазарот да слободно формира цени. Така да постоеше известно прелевање на доходот низ тие механизми неправични на примарната распределба. Така да тоа беше еден од основните причини што така необјективно беше обвинувана железарницата. На наша голема среќа, значаен број индустријски капацитети се надоградија на оваа индустрија уште во тоа време. Во Македонија никна производство за прв пат на цевки, на челични цевки, никна производство на метални конструкции, никна производство на некакви примарни фази на металопреработувачка индустрија. И најжалосно од се што ние не успеавме посоодветно да ги валоризираме ефектите што ги креираше производството на челик во рамките на националната економија преку подршка на повисоки фази на нивна финализација, туку финализацијата за наша несреќа се вршеше во другите поразвиени републики во тоа време. Но како и да е, железарницата создаде фантастични претпоставки. Од тоа време се и фабриката за цевки, Факом, подоцна се појави Искра од Куманово, се појавија металопреработувачки капацитети во Битола, Гоце Радосавлјевич, се појави во Прилеп Металец, се појави Димче Бањарот, се појавија редица помали Слобода Охрид, редица помали капацитети, кои што на некој начин создадоа услови да македонската економија може доколку се развиваше во таа насока, посоодветно да ги валоризира овие ефекти. Треба да се одбележи, или меѓу другото, еве и овој настан треба да го искористиме и да кажеме дека можеби и во времето на транзицијата се направи една голема неправда, еден прилично необмислен транзицијски модел на незиното организационо и собственичко преструктурирање, кога нашата држава, очигледно раководството во тоа време, не можеше да ги согледа сите овие предпоставки развојни кои што оваа индустрија ги содржи и кои можеше да бидат во тие транзицијски години ефектуирани на посоодветен начин. Се примени еден модел на организационо и собственичко преструктурирање кој праксата во ниедна земја и од социјалистичкиот поранешен блок и од искуствата на приватизациите на големите западноевропски металуршки комбинати од типот на Арчелор, на Илва во Италија, на Клабек во Белгија и така натаму не беше применен. Техноекономската целовитост, металуршкото јадро кое што представуваше неделива
техноекономска целина, беше разбиено и беше продавано во делови, иако тоа не беше во концептуалниот модалитет на неговата изградба, не постоеше можност да тоа функционира на модуларен принцип, да може секој делче да екзистира како независна техноекономска единица. Тоа оневозможи да во времето на транзицијата, кога се случуваја сериозни промени на картата економска на Европа, тоа оневозможи ние да почувствуваме бенефити од тоа што го имавме како инсталиран индустријски капацитет. На изненадување на сите, и покрај оваа неправда што се направи, на изненадување на сите, странскиот капитал за прв пат во Македонија покажа интерес токму за челичната индустрија. Во тие почетни 90-ти години, кога на југот на Европа се случуваа тие големи политички потреси, па кога и во нашата земја се случуваат тие непријатни ситуации, како викаат србите, биле не поновиле се, странскиот капитал покажа интерес токму за инвестирање во оваа индустрија. За прв пат тогаш се појави Дуферко, можеби благодарејќи на тоа што господинот Јорданов беше член на нивното потесно раководство, па во еден партнерски однос со Дуферко се одважија да вложат во Македонија и да го рестартираат производството првин на производството на челик и топловалани дебели лимови, и со намера тие своји развојни амбиции да ги прошират и на другите валавнички капацитети. Во меѓувреме или претходно, топилницата Скопска заради проблемите со функционирањето на таа изворна технологија го имаше пренаменето своето производство кон феролегури и таа беше исклучена од овој репродукцијски циклус. Но производството на челик до топловалани лимови, ленти и ладновалани лимови, идејата беше на Дуферко да го заокружи во една репроцелинја. Тогашната владеачка гарнитура, за жал, допушти една анонимна фирма тоа време, Балкан Стил, со некој сомнителен политички бекграунд, тие беа од времето на Милошевиќ, некои структури инсталирани тука, успеа на еден прилично непримерен начин своите вложувања во обртни средства да ги капитализираат, да станат собственици, па после тоа го препуштија тој дел во ладната валавница и во полуконтина Митал, кој што ни оддалеку колку што инсталираните можности тоа го допушта, но да речеме ја одржа во живот. За жал полуконти валавницата, вие слушате сега, таа е на продажба, исечена, искасапена во старо железо и се продава како производна хала. Железарницата во Скопје и челичната индустрија на Македонија овозможи изванредни влијанија на вкупните макроекономски показатели. Ние тие работи сме ги споделувале со вас овдека, дури и низ одредени истражувања што ги работевме во рамките на Сдруженијето, ние покажавме колку незиниот производен и финансиски аутпут има влијание на вкупните макроекономски показатели, од вкупното домашно производство, бруто домашниот производ, извозот, вработеноста, буџетските приходи и така натаму, каде што и сама по себе во некои години пред оваа големата криза е еден период кој што ја погоди целата светска челична индустрија, европската поготово, но во еден период пред кризата имаше фантастични влијанија на вкупните макроекономски показатели сама по себе, а преку поврзаните индустрии на влезната и на излезната страна тие ефекти петкратно се мултиплицира. Што значи дека не може да биде прифатено ниту едно тврдење дека оваа индустрија немала генерирачки ефекти и немала влијание на вкупната економија на земјата. Не постои земја во светот која немаше бенефити во периодот на повојната обнова и изградба, која имаше во својата индустријска структура челична индустрија. И не постои земја во светот која од патлиџани успеала да го подигне степенот на незината економска развиеност. Како што многу луѓе
се обидуваат да ги карикираат состојбите во нашата економија, дека ние ќе сме правеле држава од патлиџани и од земјоделие. За жал, секаде во светот, каде што имало челична индустрија, вие и самите гледате и денеска, челичната индустрија е основ на реиндустриализацијата и на европската економија. И тука сме зборували и на претходниот прес, колку и Тајани кога ја правеше онај акционен план за челична индустрија, колку полагаше на челичната индустрија како услов за реиндустриализација и подигањето на учеството на индустријата воопшто во структурата на бруто домашниот производ, базиран на развој на челичната индустрија. Токму заради овие репродукцијски поврзаности што таа преку тие форвард и беквард линкиџи сврски ги развива во рамките на секоја национална економија и сега веќе преку овие економски интеграции на поширок регионален план. Ова индустрија вработува, ова индустрија извезува и е нето извозник, што е многу значајно. Ова индустрија има силно влијание на буџетот, значајни општествени проекти од пошироко општествено значење за државата се помогнати од овие индустрии. И еве сега кога веќе почнуваат да се чувствуваат во овие посткризни времиња, кога почнуваат да се чувствуваат некои помаци, ова индустрија очекуваме да дојде до целосен израз со своите влијанија во показателите економски на државата.